За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите Домашни колбаси. Свинското месо го сечеме на парчиња. Исачканото месо го посолуваме. Промешуваме. И јунешкото месо го сечеме на парчиња. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Потоа на коцки ја сечеме сланината. Парчињата сланина ги ставаме во длабок сад. Со алатка ги гмечеме чешнињата лук и ги додаваме во садот. Во садот ја додаваме буковата сол. Додаваме и 100 мл вода. Ги мешаме со стојките. Во кујнска крпа ги сеткуваме зрната црн пипер и ги толчиме. Истолчениот црн пипер го додаваме во садот со сланина. Мешаме со лажица. Во машина за мерење месо ги мелеме свинското и јунешкото месо. Мелената смеса ја собираме во длабок сад. Потоа меленото месо го додаваме во садот со сланина. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Смесата ја месиме со раце. На дополнителен долневес дел од машината за мелење го наденуваме цревото. Потоа во машината ја ставаме претходно подготвената смеса. Со мелената смеса го полниме цревото. Виткајќи го цревото на одредена должина, ги формираме колбасите. Во грил тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло ги пржиме колбасите. Главицата кромит ја сечкаме на кругови. На црвената пиперка и ги отстрануваме рачката и семките. Ја сечкаме пиперката на четвртинки по должина. Во грил тава на оган ги ставаме круговите кромит и парчињата пиперка. Тавата со испржените колбаси и зеленчук ја тргаме од оган. Потоа ги вадиме колбасите од тавата и ги сервираме од едната страна на чинијата за сервирање. Од другата страна ги сервираме парчињата кромит и црвена пиперка. Врз круговите кромит со лажица нанесуваме сен. Домашните колбаси ги декорираме со едно младо кромитче. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 60 минути. Добар апетит!